Добро вечер, почитувани гледачи. Последната емисија од серијалот Бизнис Агул пред почетокот на летните одмори ќе проговориме на една тема која ја опфаќа работата на јавните комунални предпријатија, но е во директна врска со локалниот бизнис сектор и граѓаните. Ова пред секога станува збор за услуги кои ја поедноставуваат работата на фирмите, а за граѓаните би значило навремена и квалитетна услуга во неколку сегменти. Вечерашен наш гостин е Мартин Ачковски, директор на друштвото со ограничена одговорност Терминал Комуналец ДОЕЛ. Ќе стане збор за тековните активности, но и за новините кои од неодамна се актуелни и атрактивни за граѓаните. Добро вечер и до вас. Добро вечер. Предлагам на почетокот да започнеме со оно што е вашата основна дејност на терминалот, а тоа се царинските и шпедитерските услуги. Пред 5 години терминалот беше практично комплетно возобновен, со комплетна инфраструктура. Целта на комплетната реконструкција на терминалот беше да се создадат услови за царински услуги на фирмите од регионот. Колку сето тоа се исполнува во моментов? Нормално со напредокот на самата економија во градов и со самите нови инвестиции кои се влезени во градот, се појави потреба и од модерен терминал во градот, каде што самите фирми ќе можат многу полесно да е поедноставна цела увозна и извозна царинска процедура. За тоа најголема благодарност имаме до јавното предпријатие Комуналец, кој инвестираше во таа инфраструктура на терминалот. Во овој момент терминалот е направен по сите стандарди, еден модерен терминал кој ги задоволува сите потреби моментални кои се во градот и околината на градот. Нормално покрај терминалот вршиме услуга на самиот терминал, имаме и дигитална вага, вршиме и вагање на самиот терминал и тоа е еден вид на услуга која им е потребна на самите фирми во меѓусебната соработка на фирмите. Вие сте новопоставен директор, практично сте и од таа бранша и како што претходно разговаравме, имате исто така искуство и во прехранбено-услужната дејност. Што значи тоа кога ве поставија на ова раководно место? Па можам да кажам дека така јас и победив на тој конкурс кој беше за управител на терминал Комуналец ДОЕЛ. Јас сум дипломиран менаџер по царина и шпедиција и сум запишан на постдипломски студии на Факултетот за туризам и угостителство од сек царина и шпедиција во Охрид. Но скоро целиот свој живот, прилепчани ме знаат повеќе. Сум во угостителството, значи од своите најрани години, да речам, само што станав полнолетен и почнав да работам во угостителството. И цело време додека студирав во Охрид, јас работев во угостителството, а после тоа веќе 9 години заминав и во странство и оттаму имам уште поголемо искуство во угостителството. Може би тоа е и причината што ДОЕЛ терминал практично ги надополнува своите услуги и со други услужни дејности за кои што ќе проговориме во разговорот. Сакам, бидејќи тоа е практично ваша бранша, да кажеме колку бизнис секторот ги користи услугите на терминалот. Дали тоа значи од регионов или само на локално ниво? Ги користат и од регионов, но мислам се уште недоволно е искористен самиот терминал и би можело сето тоа да биде многу повеќе искористено. Значи покрај вагата ние имаме и тир паркинг за сите оние фирми кои имаат своји камиони или своји возила, а немаат свој паркинг, го користат нашиот тир паркинг. И мислам дека има уште многу голем простор за да се развие терминалот во градов. Пред се тука би напоменал дека до година ние треба да го возобновиме договорот со Царинската управа. Како што знаете, наша царинската испостава од Прилеп е сместена во терминалот, ние ја удомуваме. Со тоа многу се поедноставнува самата процедура. Покрај тоа во непосредна близина се и повеќето шпедиции
така да направен еден цел склоп на услуги да биде на едно место и да биде многу поедноставно. Приодот до терминалот е од двете страни на градот, значи едната е магистралниот пат кон Крушево, другиот пат е стариот пат за Битола, така да од двете страни е многу лесен приодот до терминалот и услугата е премногу брза на терминалот за да се завршат сите процедури. Ако споредиме со останатите терминали во Македонија, каде сме тука ние? Каде е Прилепскиот терминал? Колку обезбедува такви навистина најмодерни услови? Па мислам дека сме тука негде меѓу првите. Сега нормално има помодерни малце терминали во Скопје. Имаат и своји други услуги кои даваат, меѓутоа тие нормално се наплаќаат тие услуги. Дополнителни во смисол на угостителски услуги за самите шофери кои престојуваат на терминалот. Меѓутоа во непосредна близина на терминалот имаме и ресторани кои се на многу близко продавници, така да не е толку тоа приоритет за нашиот терминал. Она што е приоритет и јас што мислам дека би ја подобрила целата услуга на терминалот е доколку во едно време, тоа ни е, значи, со обновувањето на договорот во 2017, сакаме да побараме и дозвола за изградба на модерен царински склад. Како што знаете, со странските инвестиции имаме доста фирми кои работат со лом производство. Тоа е работат со неисцарината стока која е на ИМА 5. Меѓутоа, доста фирми немаат своји царински складови каде да ја складираат таа стока. И мислам дека тука има многу голем простор да се развие самиот терминал, како и доколку успееме да воведеме и домашна царина на самиот терминал. Како што знаете, царината работи од 8:30 до 16:30 на отпоручек и доколку би ние со домашна царина би го надополниле тоа време и би имале 24 часовна работа со домашна царина за сите видови на стоки доколку успееме во тоа барање, тогаш мислам дека терминалот би бил еден од првите терминали овде во Западна Македонија. Зошто го велам ова? И Битола има добар терминал, меѓутоа границата во Битола е многу блиско. Па така често самите транспортери одат многу побрзо на самата граница кон Грција. Доколку ние сме овде малце по-централен дел, така да многу полесно ќе им биде на сите транспортери да ја завршат цела царинска постапка и кога ќе дојдат на самата граница само да се видат документите и да продолжат понатам кон својот пат. Со сето ова многу му се поедноставнува самиот процес. Така. Дали тоа значи изградба на нови објекти или едноставно само проширување на услугите? Во прво време ние би пробале само со отворен тип на царински склад, меѓутоа во догледно време ќе мораме и со нов објект кој би ги задоволил тие стандарди за. Така, тоа значи ова го спремате за склучувањето на новиот договор со царинската управа. Значи тоа е проект за до година. Така. Да продолжиме со разговорот околу обезбедување на одредени услужни дејности во рамките на градските гробишта. Кои се тие? Значи, завлегуваме во таа услужна сфера на прехрана. Да, баш во тоа, во угостителството. Значи, како што знаеме, на новите гробишта имаме и капела која е под ЈКП Комуналец. И во соработка со ЈКП Комуналец работи под наше раководство трапезарија која дава услуги на граѓаните за погреб или помен. Така да имаме една целина на самите нови гробишта, без разлика дали се работи за погреб или помен, не ги малтретираме повеќе граѓаните како што било во времето, одиме в првен црква да пееме, па после на гробишта да се погреби покојникот, па повторно се враќаме дали дома
ќе даваме ручек или во црква и сето тоа, него едноставно сега целата процедура е покойникот се чува во капелата, се погребува, луѓето се тука одма од погребот секој за да му се даде ручек и цела процедура се завршува на едно место, се завршува малтретирањето на граѓаните како што било од времето. Знаеме и со самите временски прилики, некогаш се жештини како сега и по 40 степени, некогаш е ладно минус. И замислете вие да ги малтретирате сега 50-60 луѓе на погреб, да ги носите до гробиште, па да ги враќате пак назад, па повторно сето тоа, вака сето се завршува на едно место и тоа е една целина. Исто така ги уфаќате и старите градски гробишта, меѓутоа немате засебен објект таму трпезарија. Какви се плановите за таму? Плановите во догледно време ЈКП Комуналец треба да изгради капела на старите гробишта во догледно време, кога кажувам во наредните години. И доколку се појави потреба да го направиме и тоа на старите гробишта, ќе видиме, не е лоша идеја, мислам дека е добра идеја и таму да изфункционира исто една трпезарија. Можда не со толкав обем колку што е ова на новите гробишта, сепак новите гробишта имаат многу голем капацитет. Меѓутоа и тоа би било една добра идеја и ја посакуваат граѓаните тоа, значи сепак тоа би било повторно на иницијатива на граѓаните, како што и оваа трпезарија и капела на новите гробишта сето дојде како иницијатива на самите граѓани. Колку ја користат граѓаните оваа услуга? Колку сте задоволни од тоа што еве рековме тоа како иницијатива беше од граѓаните, меѓутоа колку се користи? Па јас мислам дека добро се користи, меѓутоа и многу од граѓаните и не знаат, не се запознаени. Мислам дека е добра искористеноста и може нормално секогаш има простор за уште подобро искористување. Сигурно. Паркот на Могилата е едно атрактивно место за сите, за прошетка и за одмори, за рекреација. Меѓутоа, од поодамна старата дрвена куќерка, која што досега не се користеше, е од неодамна веќе ставена во функција и во употреба. Како дојдовте до оваа идеја, што значи тоа за граѓаните и што значи за вас како фирма? Оваа идеја беше од најмладите граѓани, значи од децата и нормално од нивните родители. Како што знаеме, ЈКП Комуналец го направи паркот на Могилата стварно да биде едно чудесно место, средено, со преубави зелени површини, со убави патеки за прошетка, нормално тука се украсните птици, кончината и има една целина како децата кога ќе ги однесиш таму да поминат убаво време и на чист воздух кој е стварно во непосредна близина на самиот град. За можда од центарот во градот ни требаат 7-8 минути пешки за да стасаме до самата могила и едноставно на 2 чекори до градот имаме едно место каде можеме да излеземе. Меѓутоа, таму, во самиот парк, немавме место каде да се напијаме едно кафе, така, додека нашето дете се игра. Имаме спортски терени, можеме да ги оставиме нашите деца да играат, а родителите како родители да ги почекаат или да ги погледаат. Нормално тука е и големиот фудбалски терен каде многу школи држат тренинзи и нивните родители се тука на трибините ги гледаат, меѓутоа немаат место каде да подседнат едно кафенце да се напијат едно сокче. Покрај тоа, на паркот на Могилата немавме и баш она катче за најмладите дечиња, каде би можеле тие да играат. Значи со некои нишалки или други некои играчки. Тука ние го направивме, тука дојдовме на најголемата идеја, па така искористивме делови од нишалки, тука и замокот, кој се доја и ние задовме и некои други играчки, друга опрема, која би ги задоволила потребата на младите. И со самата куќерка која ја возобновивме, ги извадовме сите дозволи кои се потребни за работа, направивме една целина. Сега кога ќе појдеш на самата могила да можеш да седнеш, да порачаш
дали нешто за подкаснување, пошто во самата куќерка приготвуваме и храна. Тоа е брза храна, објект за брза храна. Значи имаме сендвичи, тостови, пици за најмладите. И сето ова дојде како една целина. И покрај ова дојде и уште една идеја, едно барање на граѓаните, тоа е да правиме и роденденски забави на отворено баш во летниот период. Значи ли тоа дека ќе организирате и семејни прослави? Точно така. Пред се започнавме со родендените, со роденденските забави во непосредна близина на куќарката, спрема метеоролошката станица, каде што е поставени овие сите оваа сета опрема за дечињата, и додека мајките тука безгрижно си го пијат своето кафе, децата се сигурни затоа што немаме сообраќај, немаме густ сообраќај, а сепак сме на еден свеж воздух на малце повисоко ниво и можеме да го видиме и целиот град од тука. Така. Какви се цените во споредба со останатите ресторани и кафулиња и колку можете да бидете конкурентни во тој дел? Пака, видете, ние не сакавме да направиме некој профит од сето тоа, сепак сме ние сме за услуга на граѓаните, така да не појдовме со некои високи цени, например 30 денари макијато, 25 денари еспресо, 50 денари е тост, со такви цени одиме. И мислам дека со овие цени ние нема да направиме профит, него доволно да ги покриеме основните трошоци, да ги платиме набавките, струја, вода и нормално личен доход за вработените кои се вработени. Така. Рековте дека ова беше ваша идеја, меѓутоа од оваа идеја произлегува и друга, а тоа се тие кетеринг услуги кои што ги напоменавте дека можно е да се организираат, бидејќи имате можности за готвење и приготвување на храна. За кого се наменети тие кетеринг услуги? Нормално се наменети за граѓаните. Како што кажавме, со развојот на економијата и на стопанството во градов, се појави и потреба од една кетеринг служба која ќе може да ги обслужува граѓаните кои се на работните места, а немаат своја менза каде тоа да го прават. Значи, со развој на градежништвото, со развој на мермерните комбинати овде кај нас и на други фирми, самите работници се во неможност од немање на менза, нити па за чување сопствена храна каде што работат. Ниту па да ја чуваат сопствената храна, и да ја чуваат сопствената храна, не можат тие да понесат готвено јадење од дома. Така, може да донесат некоја сува храна, да речеме, некои ладни сендвичи, меѓутоа секој ден ладен сендвич за работник кој работи, да речеме, на плюс 40 или на минус 30, не е одговор, него е потребно стварно зготвено добро јадење по сите хасап процедури. Тоа ние им го нудиме. Значи, ја имаме трпезаријата која е горе на гробиштата, ја имаме куќарката за брза храна, доколку некој сака брза храна, меѓутоа, кога сме кај кетерингот, морам да напоменам дека ние исклучиво носиме готвена храна. Моментално соработуваме со една мермерна компанија, меѓутоа имаме и уште неколку понуди. Тука сме да го исполниме капацитетот на трпезаријата со кој можеме да сработиме. Битно е дека оваа храна е изготвена, топла и однесена на време. Да. Доколку некои од фирмите имаат менза баш на само простор каде работниците можат да ручат, ние можеме баш онај квалитетен кетеринг да го направиме со носење во термоси на храната и сето тоа да биде по тие стандарди. Меѓутоа и во фирмите каде немаат ваква менза, нормално е да му однесеме спакувано по сите хасап системи храната во паковки кои се дозволени од хасап системите. Тоа се обично стиропорни садови кои ја чуваат топлината на храната
и со пластични нормално прибор. Так. Пластичен прибор кој е за една употреба. Колкав е капацитетот за оваа кетеринг служба и какви се цените со оглед на тоа што има и кетеринг служби во градов? Повеќето од нив се во рамки на сивата економија, меѓутоа има и кетеринг служби. Колку ќе бидете во тој дел конкурентни според вас? Јас мислам дека ќе бидеме доволно конкурентни. Цената на еден оброк, она најниската, е 85 денари. Зошто го велам ова најниската? Сега ќе ви објаснам. Имаме фирми, например, крадежна фирма со 5 работници. Доколку фирмата има до 5 работници, секој ден имаме нарачка за храна, за нив цената би била 120 денари од порција. Доколку фирмата е до 15 работници, предплатата би била на 100 денари за оброк. Доколку фирмата има над 15 работници, нормално со зголемувањето на бројката се намалува цената е 85 денари. Ова е за оној класичен кетеринг. Доколку е спакувана храната во посебни садови, секој оброк посебно, тогаш се додава само уште 5 денари за тие садови кои треба да се набават, па така од 90, 105 и 125 денари. Так. Мислам дека со овие цени сме доста конкурентни. Тука се некаде од прилика и другите кетеринг служби со овие цени. Капацитетот кај нас е нормално малце поголем. Можеме да задоволиме потреби и на поголема фирма. И тука ја гледам предноста на оваа кетеринг служба. И ова беше на барање на иницијатива на мои драги колеги во една фирма каде што работев. Самите побараја да имаат готвено јадење. Така, традиционална храна. Да, и така дојде оваа идеја. Во рамките на тоа е едно прашање кое се однесува на кетеринг службата, а тоа е дали е можно, бидејќи модерно време, свадби и свечености се организираат и надвори, на локација што е во, да речеме, во природа, дали можете да обслужите и една таква потреба од граѓаните? Нормално. Значи, таа кетеринг служба не е исклучиво наменета за фирмите. Во склоп на таа кетеринг служба можеме да обслужиме и баш такви прослави или забави кои некој сака да ја направи на својата викендичка или во природа било каде. Едноставно не мора да се замара со спремање на храна, сето тоа ние би го приготвиле и би го однесле таму или би го приготвувале таму на лице место доколку имаме услови. Многу новини, рековме, значи старата куќичка на могилата е возобновена непон месец. Најавувате новини во рамки на царинскиот терминал. Кои се плановите за Дојл терминал? Што во иднина и што може да се очекува до крајот на оваа година? Како иницијативи? До крајот на оваа година да ги реализираме овие два проекти кои се започнати, кетеринг службата, значи да ја направиме да функционира баш онака како што треба за една кетеринг служба, и работата горе на куќарката на могилата со роденденските забави, која веќе е не непол месец, туку само веќе во неполни 2 недели. Мислам дека направивме еден бум и баш во оние попладневни часови кога веќе сите се уморени од овие жештини и му иди некако како одмор во тие часови, е веќе могилата полна. Така. Дали може да се каже дека сте единствени во Македонија со овој проект што го реализиравте? Па јас мислам дека сме единствени како јавно услужно предпријатие во Македонија. Може да се рече дека сме единствени кој се занимава во угостителството. Ова го кажувам причина затоа што кога дојдов јас веќе беше укината една услужна дејност на терминал Комуналес, а тоа беа погребните услуги. Па така да моравме да најдеме начин во некоја друга сфера
да продолжиме со нашето работење и мислам дека угостителството е на добар смер за работа и има доста во угостителството, има доста новини кои можат да се внесат, но се со време. Така, и секогаш да се слушне она што бараат граѓаните и на таков начин да бидат услужени. Пред се. Ви благодарам за разговорот. И вас ви благодарам.